Бе, комшија, бе. Добро ми дојде, комшија, да се видиме. Добро те најдов. Па 3 дена те немам видено. Каде си, што работеш, арен ли си, по дома како сте? Ете, дојдов да те видам да ми кажеш. Многу ти благодарам. Добри сме, живи, здрави. Акам по тоа улициве со количката, продавам гевречиња, јогурчиња. И така. Како ти оде? Па некој ден е подобро, некој ден и така. Добро. За јадење вадиме, за поголеми сметки нема. Туку знаеш Ке има. Знаеш што ми текна, комшија? Повели. Абе, одамна се мислам, а тешко ми е како да кажам. Кажи, наши сме. Не ми е згодно, не знам. А нека. Знаеш што? Кажи. Имам во подрумот некои работи започнено одамна, ама оти немам алатчиња, немам со што да ги довршам. Ми треба бичкија, чеканче, сврдлене, кое така столчињата се разрадени. И една полица сакав да направам, нешто. Комшија, па јас ке ти дадам. Јас имам и бичкија, и сврдло, и чеканче, и балтија, све имам. Се имам што... Моите алати, нека бидат твои алати додека си ја завршиш работичката. Господ ке ти врати. А јас ке ти ги вратам кога ќе завршам со работа. Ако, без брзање. Не брзај. Убаво заврши се работата, потоа ќе ми ги вратиш. Се што е мое, нека биде твое. Ме ослободи. Се мислев како да ти ги поврам. комшија. Ќе пиеме по едно кафе? Ќе пиеме. Лиле! Ој! Без шекер. Разбра, 2 кафиња. Ете, без шекер сака комшијата. Вчера ич, денес помалку. Ајде, не зборувај така. Денес ќе продадеш повеќе. Ќе продадам. Никој не купува морилјупки, само ме одминуваат. А и тие што ќе купат, тоа ситна пара не стигнува ни за материјалот, а камоли пак за грејење. Чекор по чекор ќе постигнеме се. Чекор по чекор, ама бавни ни се чекорите. Не останува, се е тоа ситно, нема. Па за стуја да не зборувам. Тате, да дојдам јас да ти помогнам, а? Морикерко, ова работа е за еден, не за двајца. Ти подобро остани тука кај мајка ти да ја помогнеш во кујната. Добро, ама што и да ти треба, слободно да ми кажеш, Добро. Ај, златната на тато. Слушай, порасната, а? Убава и паметна, гордост мајкина. Горе ќе треба да ја мажеме? Ќе треба. Туку, знаеш, денес не заборавај да купиш млеко и леп, а и сапунче да не заборавиш. Добро. Ајде со здраве. Со здравје. Мамо, сакам геврече. Се што ќе видиш сакаш. Ајде пред мене. Че, дај ми едно геврече. Калам. Старо, дај еден. Абе, јогурт, геврек. Так, за нас бајле после тешка ноќ. Да ти купам геврек? Не бе, купи ми бунда. Тунда. Како ли ќе се закрпам со ваков живот? Џидовите дома почнаа да ми се лупат. А од каде ли само да најдам за поправката на чешмите, на кровот? Керка ми веќе е стасана за момче. Со кои црни пари ќе ја мажам? Да имаше Господ да ми помогне сега.
Sve bi napravil to i da mi se pojavi. O, Gospode, te molam, dojdi i pomogni mi. Gospodi Bože, Не плаши се. Ова што го гледаш е вистината. možno li je to? Можно е. Јас барем така мислам. А колку што добро се сеќавам, ти ме повика мене. Па, ајде, слушам, Зоки. Gospodi Bože, ja sam siromав čovjek. Работа, мама, едва и семејството да си го прехранам. Со овие парички не можам ни да се прехранам, а камоли да платам за струја, за вода, за парно. Ако можеш да ми помогнеш, помогни ми, Господи Боже, да се избавам од оваа сиромаштија. Знам, Зоки. Знаеш дека јас се знам. И прво, јас не сум Дедо Боже. Јас сум оној другиот, младиот Господ. А второ, ти кажав дека се знам. Буквално се. И трето, не знам само зошто ме повика овде, на земјата. Не знам, ни јас, Господи Боже, не знам што сега. Ке се снајдам јас. Еве, ако сакаш, еве, земи едно геврече за попат. Добар и простодушен, Зоране. Ти си навистина добар човек. Ти ја разбирам твојата мака, Зоране. И знам дека нема да ја злоупотребиш желбата што ќе ми ја кажеш. Ајде сега, не плаши се и кажи ми што сакаш. Еве. Еве, сапунов. Да стане злато. Зоране, златото воопшто не е проблем. Ало, служби, пуштај злато. Неверојатно. Господи Боже. Господи Боже, ти благодарам, ме спаси од сиромаштијата за цел живот. Ете така. А сега, остани ми со здравје и продолжи да им помагаш на луѓето. Ти благодарам, Господине Господе. Нема да ручаме. Чекайте. Гледајте сега. Тврдите. Од каде ти ова? Се ќе ви раскажам. Се ќе ви раскажам како што беше. Еве вака. Си седам јас таму во паркот. Не викај дечињата што се люлјат на тоа люлјашките. Да им продам гевречиња, јогурчиња, тој некој ми рече. Некои поминуваат, зимаат, некои и така само поминуваат, никој не зима. Си викам ја, еве колку имам денеска. И викам се, што ќе стигне за струја, за вода, за парно. И така потонав во мислите и почнав да се молам на Господа. Господе, ве, кај си да ми помогнеш сега во овие тешки времења, да ме спасиш од оваа беда. И се појави Господ. И ја, Господе Боже, вистина е тој. Ми прашува, ти ме викна, ека, Зоки, зошто ме викна? Епа,
Не знам, не, ништо не треба, ќе се снајдам јас сам некој. А после, добро, што сакаш ја? Нели ме викна на земја? И ја викам, тоа, нели ми рече да купам сапун? Да. И мене ми текна, викам, ова сапунчево да ми го направиш златно. И чекайте. И тој телефонот до службите горе, до генералниот. И го претворија во злато. Рече, пуштајте злато и да. И што ќе правиме сега со ово? Како што ќе правиме? Што си сакаме, ќе си правиме, наше е. Парис! Ама што си сакаме? Сега ќе одиме! Мислам, јас мислам, најпрво да го поправиме кровот на куќата. Добро, ама пред кровот не ли треба така нешто да си направиме за душа? И што е тоа? Па да се подновиме. Со ова сме не знам веќе колку време. Да, така е, татко, па во право е, мама. Види, гледај какви сме. Погледни. Добре, чекај, мислам. Смислив. Што? Ќе одиме на Лиле бутикот. Отидов! Ти не доаѓаш со нас? Па ќе дојдем, а како без ова? Може ли? Нели Не. треба со нешто да платиме? Со сапунчето, ајде. Ајде. Што се замисли толку ти? Па нели ти рече ке идеме? Ајде, Ајде, да. ајде, после ќе мислам јас. Ајде пред мене. Хајде да видиме. Бога ми, Зоки, ти ептен финесав си направи. За сето ова јас си попуст ки ти дадам. Не, Лиле, не треба попуси. Ке платам толку колку што треба. Еве, кажи, Топтан, колку треба за ова? Ништо не е тоа. Твојот бутик е врвен овде во малото. Еве од ова, пресечи си колку што ќе треба. Како јас да си пресечам? Зоки, јас не знам прво колку треба. И второ, тоа не се сече така, па можеме да го расипеме парчето. Гледај, Видиш? однеси го ти, пресечи го и кога ќе можеш ќе ми платиш, не. Ема, не сакам да ме чекаш, ја сакам веднаш да си платам. Не, никако јас не можам да го сечам тоа парче. Гледај, Зоки, златото прво мора да се стопи и да се излее во најмали парченца. Дури потоа, кога ќе можеш да го средиш, дојди и ќе ми платиш. Јас знам дека ти нема да ми останеш должен. Добро, Лили, како ќе кажеш ти.
Ајде, принцези мои, ајде. Готово, есепот е завршен, Ајде точка. да спакуваме. Еве, сега ќе ги спакува Лили и ќе си одиме. Момче, Да, кај е татко ти? татко ми има некоја работа да заврши. Овде е близко, во комши. Можам јас да ви помогнам за брашната. Колку ви треба? Не сакаме сега брашно. Тогаш што сакате? Ги сакаме најубавите кашкавали, сирење, пршута, чајна, вино. Се да е А-класа. А за сметката, иш да не се грижиш. Добро, тетка Љупке. Ако е така, одберете што сакате. Брзо ли ќе дојде татко ти? Да, тука е некаде, во комши. А јас ќе го пречекам. О, газдаване, О, добар ден, Зоки. тебе те чекам. Многу убаво си се дотерал. Тргнали бизнисот со джевреците, а? Како? Не само што тргна и повеќе од тоа. Изгледа веќе нема да купувам брашно од тебе. Немој така, бе, Зоки. Стар муштерија. Ајде, погледни. Мирисни. Мириса на злато. Мои пазаруваат. Полнат корпите. Све А-класа. Мерцедес. Не бре, мислам на квалитетот. Путери, мутери, кашкавали и што ја знам таму. И ти ќе си земеш толку колку што сакаш. Ќе ја видиш сметката. И уште 3 пати толку. Од ова. Имате ли во маркетот нож за злато? И да имам, не го сечам. Ова е ваше мало богатство. Сигурно со пот си го спечалил. Аха. Кога ќе го стопиш, ќе го претвориш во пари, тогаш ќе ми платиш. Не сакам. Сега вересија да ме чекаш. Ја сакам веднаш да платам. Слушај, газда Зоки, земи си ги производите и дојди кога сакаш по други. А за плаќање, лесна работа, ќе ми платиш. Добро, што велиш така? Со здравје, со убаво. Ај, оди ми со здравје. Ај, оди ми со здравје и пак да ми дојдиш. Оди види колку е сметката Ај да видам. и нека дојдат мои да излезат.
Ајде на здраве, жено. Толку работи поправивме со парчено злато, а тоа уште не е цело. Што магија ќе беше? Така е, жено. Така е. Тоа е точно. Луѓето кои ќе чујат за злато, веќе се шекнуваат. А поуште кога ќе го видат, се збудалуваат. Тоа е моќта на златото, на неговиот сјај. Ако, нека потрае колку што може. Ке потрае, изгледа наша среќа било. Дај Боже да потрае повеќе. Па сме го заслужиле тоа после толку беда. Па затоа луѓето се дела ни даваат. Преку ноќ чорбаџи и се сторивме. Така. Некој тропа на вратата. Ќерко! Еј! Види кој тропа на вратата. Веднаш! Татко, Што? комшија е преку улица. Кој? Ево е преку улица. Што сака? Па бил го на голема мака нешто, не знам, сакал веднаш да те види. Знаев, многу сум личен па да ме види. Ајде, нека дојде да го слушнам да видам што сака. А ти оди во кујната, кафе направи. Ама немој да го носиш додека тој не си замине. Ајде. Седни, комши, седни. Благодарам. Благодарам. Добар ден. Добар комшија. ден. Господин Зоран, Е, како да ви кажам, се нешто се мислам, се думам, да ви кажам. Еве, слушнавме дека сте се збогатиле, дека Господ ви помогнал, арно, убаво е тоа. Само, како да ви кажам, да. Еве сега ќе соберам храброст. Ние се знаеме одамна, на голема мака сум. И сакам малку да ми позајмите парички. Што? Малку парички да ми позајмите до крајот на месецот да истерам и Мајката! следниот месец Што е? веднаш ќе ви ги вратам. Ај, вистина. Вистина ќе ви ги вратам. Види го кога. Слушнавте дека се збогали и те нагрнавте. Дај комшија, дај за ова, дај за он. Што сум јас? Црква ли е ова? Ха? Или некоја хуманитарна агенција? Немам јас пари за давање. Си имам јас семејство за гледање. Ај, ја гледаш вратата? Ама, господине Зоран, па ние од мали нозе се познаваме, 50 години живееме еден спроти друг. Секој дневно се гледаме, се помагаме, нели? Редно е да ми помогнеш, па вие не бевте порано таков, господине Зоран, што ви Ти ќе стана? ми кажеш каков бил, јас не знам каков сум бил, а каков не сум бил. Вратава ја гледаш? Да. Затвори ја од другата страна. Ајде. Господе Боже. Иди го, сине. Керко! Рајбер! Добро! Ване, што ветер те донесе? Па да се видиме без оки. Нашите деца веќе неколку месеци се гледаат, па си реков, хајде да појдеме јас кај Зоки, да се видиме, да си помуабетиме малку. Така е, Зоки Ване е во право. Па нека се гледаат. Што, да не сакаш пари да ти дадам за тоа што се гледа? Да ти пресча малку од златото, сапунчето? Ма што зборуваш без оки? Какво злато? Не сум дојден за злато, за друго сум дојден јас. Зашто? Па, како да ти кажам, ама што да ти кажам и самиот гледаш. Па еве ќе ти кажам. Мојот син Мартин е заљубен во твојата ќерка Весне. И сега не гледаш како гулапчиња се. И сега мојот син ја бара твојата ќерка за жена. Абе да се осватиме без оки зошто си дојден. За жена? Да. Абе кажи нешто и ти што току ми се клештиш? Татко, што да кажам? Ете, Весна ми се допаѓа многу и од овој момент сакам да живееме заедно.
Така. Па ја не ти реков да умреш? Жена, желки ќе го јаде. Абе, ајде, кажи, Ване, ово е несразмерен брак. Еве, гледаш, бакал и чорбаджик. Абе, кај го има тоа? Си видел, Господи Боже? Ама што ти стана без оки? До вчера геврет си продаваше и арен човек си беше. Види го сега, што му е. Ти ли ќе ми кажеш мене што сум бил до вчера, а што не сум бил? Што сум сега, а? Ајде, кажи, што сум сега? Признај. Ајде, крвопијци, тука, ајде, излегувајте. Ајде, вратата. Немој, татко. И па јас го сакам. Ти, лете да раката. Ке најдам јас за тебе лика и прилика како за тебе што одговара, а не некој бакал, некој парталко. Ајде, вратата. Излегувајте. Крвопијци. Ајде и вие. Ајде, одете. Сакам да останам сам. Излегувајте. Ајде в кујна таму. Сладко ли ти? Касна? Ај сега прошетај малку и јас и мајка ти имаме еден важен муабет. Бе, татко, толку е важен? Колку е важен, колку е влажен, не е твоја работа. Остајне сега јас и мајка ти нешто да си промуабетиме. Татко, нели немаше тајни меѓу нас, а? Абе, пак ќе нема. После ќе ти кажам. А сега не треба да чуеш што ќе се правиме муабет. Ајде, прошетај малку. Ајде. Кажи си сега. Ова малку да ја средиш, малку ми е здивена. Ајде. Слушај сега што сакам да ти кажам. Ја сега ние сме голема фамилија, се збогативме. И сега, нели, тој, кажи го, бакалот. Мартин. Бакал или батал исто ти. Тоа ќе биде несразмерен брак. Не може нашата кралица, принцеза, како да ја наречам, веќе богата чорбаджика, со еден бакал. Ти заборави дека продаваше до вчера гевреци? Слушај, тоа да го заборавиш ти, оти ќе заборавиш дека имаш нов фустан. Ако те вратам јас во старите фустани, а? По тоа прашање точка. Сега ќе биде јас како ќе кажам. Затоа земи го мобилниот и објасни дека тој Мартин не е за неа да си бара некој друг. Јас нешто со тоа мобилните не се разбирам. Знаеш нешто тач, ова, она, не ги знам јас тие работи. Ќе научиш. Тогаш оди тачно и директно. Важно да ја убедиш од Мартин да се откаже и да си најде друго момче. А Весна? Што ќе каже таа? Абе, што Весна? Таа ли треба да каже или јас што ќе кажам? Јас така ти велам. Разбра? И точка, веќе не сакам муабет. Да. Разбирам, татка Љупка, разбирам. Во ред. Пријатно. Не можам да поверувам, татко. Што не можеш да поверуваш? Па ета, сега и татка Љупка е против нас. Вели дека ваква врска никогаш не би успеала. И кажи ми сега се поред што се случи, ајде. И се јави мајка ти Знам. и ми кажа дека... Предпоставувам. И што кажа ти на тоа? Што кажав јас на тоа? Па и реков дека ќе избегам од дома, дека повеќе очи нема да ме видат. И нема да им се јавам. Им реков дека тоа се приказни над приказните. Со сила убавина не била. Тоа ти е. Така? И знаеш што им реков? Што? Дека те сакам само тебе. А ти? Што јас? Ме сакаш? Само тебе.
Оу. Како сум дозволил да го пијат ова досега, луѓе? Одвратно. Вака ќе сторам. Ќе им дозволам да го пијат само внатре. Надвор пиење никако. Чекај сега. Еј, види го, Зоки, ѓевречарот. Види го. Ќерка му не била за Мартин, за синот на бакалџијата. Еј, што ти е човек? Малку ќе се збогати и веднаш се менува, од корен се менува. Колку се нервира вака. Значи не ми се верува, мене не ми се верува, мене, на Господ не му се верува. Види го, Зоки, а ме молеш, те молам, Господи, те молам, ќерка ми да се земи со синот на бакалџијата, малку да види живот и таа. Чекај, што е ова? И комшијата негов го избркал? А 100 пати му има направено добро тој комшија. Еднаш дошол да побара добро од него и веднаш го избркал. Зоки. Не бива вака. Не, вака ќе направиме. Нели ти сакаш да биде така, тогаш нема да биде така, туку ќе биде вака. Дај малку вифи повеќе. Фала. Етеко. Што ти се ова луѓето? Ке те натераат во искушение и Господ да се напие. Внатре сум. Нема никој. Ајде, Господи поможи. Најдов еден просјек пред прагот. Немал јадено 3 дена, па му реков да дојде да влезе. Ќе одам да му направам нешто за јадење. Повели. Здравожио. Добар човеку, јас дојдов ако сакате корка леп, гладен сум. И ако не би ви било тешко да преспием вечерва кај вас. Знаете, ќе направите големо добро, а и ќе спасите еден живот. Господи Боже! Кажи. Господи, ме гледаш ли, ме слушаш ли? Абе, што е ова, куќе на милостини ли е, бе? Што е ова? Сите дај. И да имам пари, нема, не давам. Златцето си дојде по моја среќа цело и цело треба да си остане. Не треба да се делка, не треба да се арџи. Ајде, побарај милостина на некоја друга врата. Добро, ќе побарам милостиња некаде на друго место, Зоки. Откај ми го знаеш името? Не се сецка богатството, а? Така? А друго нешто ми ветуваше кога ме молеше. Паметиш? Господи Боже. Немој, Господи Боже. Нели не се сецка богатството, тогаш... Ало, служби! Сторнирајте златото. Направете му го сапунот течен од коприва. Ете така, Зоки. Комшија, сакам нешто да ти кажам. Се сеќаш кога дојдов кај тебе да побарам некои алатчиња, у подромот работев некои столчиња раскривени вака, некој нешто беше бички. Се сеќавам, сврдло, балтија. Така. Да, чеканче, да. Ти со еден збор ми даде. Да, таков сум јас. А се сеќаваш кога станав богат, ти дојде за месец од нешто ти беше кусот, па
побара нешто назаем, Како да не се сеќавам? А ја- Малку парички ти побара. а јас не ти дадов. Се сеќавам. Затоа, комшија, дојдов да побарам прошка од тебе. Бре, комшија. Бре, комшија. Па ние сме си блиски. 50 години живееме тука едни до други. Нека ти е простено и од Бога и од мене. Така, сега Ај да си ми ми жив. лекна на душата. Ако, простено ти. Многу ти простено. благодарам. Повторно дојди, ако имаш потреба, ќе ти дадам. Евре, Ване. Како можев да бидам толку будала? Јас те молам да ми простиш за сиот греф што ти го нанесов. Те навредив и тебе, и детето твое. Не знам кај ми беше умот толку едно парче злато да ме заврти вака да не знам што да правам. Ништо повеќе не сакам, колку да ми простиш за навредата што ти ја донесов. Бре, Зоки, си се вратил од пеколот. Сега си пак оној стариот Зоки, стариот джеврекџија. Ама не бери гајле, кога овие нашите две гулапчиња се сакат, ништо не е изгубено. Не знам што да ти кажам, не знам што будала станав, да не го видам тоа злато пред нас, нашите гулапчиња. Ке се осватиме, Така е, Ване. така е. Еве рака Нека од не мене, се да. среќа. Чекај да видам.